Ја прашувам, Текстот на предлогот на Адев, пора Пративме да чува. И добро вечер во второто издание на Среда Едишн од Тешки Муабети заедно со Стефчо Јакимовски. Јакимовски, добро вечер. Се надевам него промаши студиото и не отиде во студиото на Фокус или некој друг портал. добро вечер, од каде сега тоа да прошам? Па има една твоја колешка, да речам, политичар, Снежана Калевска, која вечерва била договорена со Боби Христов да си направи интервју во Телма, наместо во Телма отишла во 24. И така ето саат време го барала Боби Христов од 24-ка. Овој човекот не можел да си направи емисија затоа што она не знаела кај се наоѓа и така. И ја морам да кажам дека еднаш мене така ми се случи, место во Канал 5, во Алфа отидов. И тоа каснев што е уште полошо. И кога ми кажа, абе, немаше овде емисија, ми идеше да се фатам за уво да се треснам од земја. Иван, пушти ја сликата од Снежана, пошто вака Така не е многу познато име. Можно е да се сгреши, еве. Да, ама ова е грешење од еден на друг крај на Скопје. Телма е стара телевизија, 24-ка е... Па Господ кој ти го земе паметот, ќе отидеш до Гевгелија, не до автокоманда. Што викаш добре што не трнала на ке Велес да прави. Да. Еве, ја кажам дека и мене ми се има тоа случајно. Ама па добро, во Исправец ми се Канал 5 и од Да, тие се тука, у Исправец се према, да. И кога ми рекоа, абе, нема емисија, како, леле. Добро, малце посериозни теми имаме и денес, тешки муабети. Русија е влезена на украинска територија вака од минатата недела. Денес веќе потврдено Херсон е под целосна контрола на Руската федерација, на армијата на Руската федерација. Херсон е инаку стратешка позиција во тој дел на Украина, тој јужниот дел на Украина. Практично останува уште еден град кој што значи целосно затварање на пристапот на Украина кон море. Тоа е Одеса. Одеса веројатно ќе биде следната мета на руската армија. Тоа значи дека од Херсон, каде што би се подготвувал следниот напад, бидејќи Херсон е од Одеса оддалечен, не е многу оддалечен и е блиску. Донбас и Луганск веќе се целосно обезбедени. Од другата страна, во Харков се уште се водат битки, но Харков е де факто веќе под контрола на руската армија. Нападите доаѓаат сега од надвор внатре. Украинската војска се обидува да го врати Харков. Ситуацијата на економската сцена е од денес драматична. Да, рублјата загуби 30% од незината вредност, но во исто време пред едно 20 на 25 минути Брент, тоест барел нафта, отиде на цена од $115 по барел. Од утринава цена за 1000 метри кубни газ е $2200. Вчера беше $1000, што значи за 2,2 пати повеќе. Украина како житница на Европа или земја со потенцијал да прехрани околу 600 милиони граѓани, тоа е според Светската банка проценка дека има потенцијал да прехрани 600 милиони граѓани, е нефункционална држава во моментов, што значи дека најверојатно ќе се соочиме со некаков вид на криза за храна. Во исто време Македонија е и 100% зависна од увоз на руски газ, ама ние воведовме санкции кон Русија. Така да останува сега да видиме како понатаму ќе се движи оваа ситуација и дали на овие преговори кои што нели веќе имаше два состаноци помеѓу делегации на Руската Федерација и Украина, дали ќе се постигне некаков мир и дали
можеби тој мир ќе значи повлекување на дел од санкциите за да нели не пропадне генерално светската економија. Егемовски. Прво, Александар, добро вечер до гледачите. Мислам дека заборави да напоменеш дека минатата недела зборувавме на иста тема оваа време и јас прогнозирав дека Русија ќе нападне и тоа се случи некои 4 до 5 часа по нашиот разговор. Да. Некаде кај 4 саат утрото Путин објави дека ќе прави специјални операции во Украина. За жал, тоа се обистини. Штом некој донел 200.000 војска на граница, покренал толкова техника, тоа значи направил толку големи трошоци, логично е дека толкова војска нема да се носи, да се мобилизира, ако нема причина. Зошто тоа го реков така? Затоа што кога дојдоа носачите на авиони во Јадран, кога слетува авиони на аеродромот во Италија Авиано, кога се трупаа, значи, војска, кога се трупаше војска овде во Македонија и француски и италијански контингенти на НАТО, кога доаѓа во Македонија, јас бев директор на камп во кој што се сместија некаде околу цела бригада, 1200 водици, тоа е бригадата Джузепе Гарибалди, значи јасно беше дека СРЈ дека ќе биде нападната. По аналогија на тоа, јасно беше дека и Русија ќе напаѓа. Зборуваме за преговори. И јас сум 100% сигурен дека овие преговори нема да успеат, дека ова ќе потрае и дека преговорите ќе завршат со договор меѓу Русија и Америка. Оваа војна има свој повод, има и своја причина. Поводот можеби е човековите права во Украина на русите, кои се исфрлени од уставот, значи потполно исто како ние во 90-та година кога ги сврливме албанците од уставот. Албанците потоа не го гласа уставот. Ако се сеќавате, не им дававме образование на мајчин јазик. И русите во Украина немаат право на образование на мајчин јазик. Од 44 милиона, 20 милиона се русофили, русофони. Тоа значи дека го говорат рускиот јазик. Забрането им е да го зборуваат рускиот јазик. Ние, ако се сеќавате, еден наш министер за внатрешни работи за Тетовскиот универзитет велеше дека е мртво родено дете, а после добивме близнаци. Тој е истиот кој што ги тепаше луѓето, имавме и жртви и тука и на Битпазар. Денеска треба да биде наш амбасадор во Обединети нации. Замислите, тој истиот. Сакам да кажам дека значи поводот и е човековите права, меѓутоа вистинската причина е геостратешка. Но и човековите прави е геноцидот кој што се вршеше во регионот на Донбас од 2014 значи, до сега. За Русија толку голем комшија да стане членка на НАТО е прашање на живот и смрт. Да се дозволи ракетите од Каток Достел, кои се на 4 минути од Москва, да се постават во Украина, тоа е, јас гарантирам дека Русија ќе се бори до последно и тоа нема апсолутно да го дозволи. Она што ме зачудува е, може би некој ќе ми замери, ама морам да кажам, бидејќи јас се бавам со политика, а во исто време и сум предводник на некоја политичка партија, и во исто време сметам дека не можеме да не ги прозвеме ние европските политичари, бидејќи ние целата доверба им ја даваме нив. Прва светска војна им се случува нив, Втора светска војна им се случува нив, Југословенската војна им се случува, значи и во Хрватска, и на Косово, и во Босна. Сега им се случува Украина, практично ниту една војна европските политичари не спречија. И сега, моето мислење, наместо да бараат начин да се спречи крвопролевањето, да се стопира оваа војна, тие мислам дека удираат со глава во зид, идат на
праќање на оружје, зголемување на воените буџети и така и натаму, а гледаат дека штетите ќе бидат неверојатни, како што кажавте, веќе $2200 е тон газ. Да, 1000 метри кубни газ. 1 метар кубен газ, натаму нафтата драстично ќе порасне, не само нафтата, значи сите животни. Нафтата е драстично порасната, ова е историски највисока. Па сега еден пријател кој е во 115. Германија вели вака, шетав со детето, цената беше 1.775 евроценти. Кога се вратив назад, значи после половина час, веќе беше 1,85,9. Тоа јасно кажува дека, значи, веќе и таму почнува да галопира инфлацијата. Топрва ќе се осети, таму сега не може да се ора, не може жито да се сее. Тоа значи дека ќе има недостаток на Украина е светска житница. Значи, таа произведува многу жито. Да, според Светска банка, Украина има потенцијал да нахрани 600 милиони луѓе. Дали тоа значи цела Русија, цела Европа и дел од Азија може да нахрани. Јас сеќам кога сум бил министер, значи цела Европа набуваше од Украина. Меѓутоа, бидејќи таа година беше неродна 2003 према 2004 година, значи Украина немаше, го забрани извозот на жито и ние моравме да увезуваме жито од Бразил, Аргентина и Канада. Тоа значи дека ова ќе има сериозен потрес. Кратко да ви се вмешам, само ќе те замолам да ја пуштиш сликата од Бугарија. Ова се колони на возила во Бугарија пред бензинските пумпи, значи долги 20-30 возила во низа. Утринава цената на нафтата од 2,50 лева во Бугарија стигна до 3,5 лева, што е некаде околу 2 евра. Значи од евро 20, да речеме, од прилика до попладнево цената на нафтата, на горивата во Бугарија е стигната на 2 евра, а се очекува, значи до Сабајле да стигне некаде до 5 лева, што е некаде околу 2,5 евра. Инаку, неофицијално, Лукойл во Бугарија веќе прогласи банкрот, што значи дека илјадници луѓе ќе останат на улица од оваа руска компанија која што инвестирала во Бугарија. Не знаеме во моментов каква е ситуацијата со компанијата во Македонија, но не е нарно. Наши извори од таму велат дека се спремаат големи протести поради цената. Лукойл Бугарија, Македонија, Србија, тие се регионално поврзани, тоест регионално една компанија ги води, седиштето им е во Србија. Така да ако Лукойл Бугарија има погаснал банкрот, најверојатно тоа ќе се случи и со Македонија од проста причина. Не работи Русија извадена од системот на SWIFT, веројатно не може да префрлаат пари за да може оперативно да функционираат и тоа е веројатно причината. Во однос, само извини Александар, во однос на тоа што го говоревте за цената на житото, значи во моментов ни се случува во светот совршена бура, ова се официјални податоци од Светска банка, значи за белешки. Русија и Украина заедно произведуваат 37% од светското жито, додека Египет произведува 6% од светското жито. Знаете дека во моментов тамо се води голем спор со Етиопија, односно Етиопија веќе изгради брана на реката Нил, што значи дека може да нема доволно вода, испуст вода во реката Нил за да се одржува ова производство во Египет. Аргентина, пак која што е најголем производител на жито во Јужна Америка, има сериозни проблеми и е на временско најниско ниво. Зошто? Бидејќи река во Парагвај, која што е извор на речиси целата вода во Јужна Америка, е на најниско ниво можно на сите времиња. Има сериозен проблем, бидејќи Русија извезува 50% од светските вештачки ѓубрива, а Белорусија веќе забрани извоз на вештачкото ѓубриво, така да не само цената на горивата, очекувајте и цената на лебот да го пробие плафонот. Сега да кажам, значи инфлацијата не е како резултат на помала понуда од побројачка, едно е пораст на трошоците, а второ е психолошка веќе ова инфлација. Се очекува пораст на цените, ова е психолошка инфлација. Еден наш заеднички пријател сега ми пишува во врска со нафтата, вели во понеделникот се качи 4, вчера се качи во наши денари 5, а денеска 8. Ако не расне утре и заутре, во понеделник треба да ја покачат 17 денари.
Значи, зборам продажната цена на горивата. Замисли ако продолжи да расте. И сега збориме, согласно овие цени, 4 денари се во понеделникот скукнала цената, 5 денари, па 8 денари, тоа се вкупно 17 денари до денес. Ако нели до понеделник уште расне нафтата, тоа ќе ние ќе добиеме некоја цена од над 20-30 денари, која што ќе треба да биде нова малопродажна цена. Зошто викам, одинаме со глава во зид сите. И Русија, и Украина, и Европа, сите одинаме со глава во зид. Ова ќе биде катастрофа, ќе видите, ова ќе биде криза од невидени размери во цела Европа. Не и во цел свет. И од цел свет ќе се одрази. Сега не може да го осети ова криза толку да ја осети Африка или Латинска Америка, ама кај нас ќе биде. Зашто таму Венецуела е голем производител, например, на нафта, Аргентина е производител, Бразил на пшеница, Канада е голем производител на пшеница, али да знаете дека ќе имаме сериозни потреси, поготово нашата економија која е увозно зависна. Значи, ние помалку произведуваме од тоа што, односно помалку извезуваме од тоа што увезуваме и тогаш значи дека ние ќе имаме увезена инфлација, што сериозно ќе влие врз цената на нашите производи. Една, порастот на енергијата, порастот на репроматеријалите и пораст на увозните суровини и тоа сето тоа кој ќе влезе во една спирала. И сега Господ нека ни ја напоможе. си бил министер за економија. Прашањето ми е кога министер за економија, сериозен министер за економија ќе ги види, ќе ги согледа навремено сите овие информации. Еве знаеме дека пред малку некој спомена пред да почне емисија дека Пендаровски знаел уште на 11 или 15 ноември дека ова ќе се случува. Ако знаеле уште тогаш, зашто не сме подготвени, зашто денеска Македонија наместо да има сопствени резерви на жито, на пченица, на јачмен, денеска бараме од Србија да ни помогне, па Србија се согласи да ни даде 50.000. Па сега да ве прашам, тони жито и 25 кај гледате вие некој министар таму со бели коси или со искуство или што бил добар стопанственик да сето ова го превенира? Ако на 5 ноември, јас сум бил министар за економија, секоја недела ти стигаат одредени податоци од Агенција за разузнавање, кои што потоа треба да ги уништиш, поготово вакви ова разузнавачките служби мора да го знаат, ова мора да ја предупредат владата. Владата мора. И сега, кога пред скоро месец дена Вучич купуваше шекер, сол, брашно и така натаму, ова, да речеме, овој главен скок на цените, можеше првиот удар, првиот шок да се избегне, доколку, да речеме, владата извршеше интервентен увоз на бар 20 на стратешки производи, вклучувајќи и нафта, нафтени деривати и така натаму, ги напуни резерварите во ОКТА и сите оние кои што имаат право да оператори кои што се со нафта и нафтени деривати. Ако се напунеа резерварите, секе беше друго, нема да се осети оваа работа така. Ние ќе имаме сериозни малите земји кои што се увозно зависни ќе трпат сериозни последици. Не може оние кои што не се така увозно зависни, тие нема да трпат вакви големи последици како што ќе потрпиме ние врз стандардот на граѓаните. Ќе има затварање на работни места, ќе има отпуштање без работа, ќе има сериозно оптеретување на социјалните фондови, тоа автоматски ќе врши пресија врз денарот, за девалвација на денарот. Нема само рублјата да девалвира, ќе девалвира и другите валути. Како инфлацијата ако оди нагоре, ќе има врши притисок врз девизниот курс, јасно е тоа. Автоматски увозот и се зголемува, извозот и се намалува. Што треба во таа ситуација да се направи, да се изврши девалвација со цел да се намалува увозот, да стане поскап увозот, да се потикне домашното производство и автоматски ќе влеземе во фаза на девалвација. И сега, кое би било решението на ова, не на ова, него туку на било која влада? Кога немаме навремено превземени мерки, сега било која интервентна у суштина е лоша мерка. По мене подхитно треба да се прави ребаланс на буџет, подхитно да се обезбедат пари за интервентни увози. Не е доволно вие да ограничите одредена цена, тоа што количините што ги имаат овие дистрибутерите ќе ги продадат, за да набават нови треба да влезат со загуби и тие нормално нема да ги набавуваат, значи ние ќе имаме криза. Ако тоа не се случи, тоа по уште повеќе ќе ги покачи цените. Ја не би сакал да ширам никаква паника, меѓутоа многу сериозно
економските ресори во владата, министерот за финансии, министерот за економија, потпредседателот на владата за економија, министерот за труд мора да сериозно да размислат и начело со премиерот. Ова веќе не е играчка. Однео враг шало. Денес прочитав и не прочитав, туку и објавивме дека војните ветерани на УЧК решиле да се придружат на доброволните сили на Украина, на така наречената странска легија. Во минатата недела кога зборувавме дали ќе има воопшто напад на Русија врз Украина, зборувавме за тоа и дека косовските власти предупредуваа дека тој конфликт може да се прелее кон Западен Балкан. Тие беа првите кои што предупредуваа на таква можност. Сега гледаме дека нивни граѓани влегуваат и даваат повод да бидеме некаква мета. Можно ли е сепак сценарио такво кога овој дел од Балканот би бил некаква не, ако мета? тие се пријавуваат, ја очекувам дека и во други... Се не го земам пријавувањето јас како некој, не знам каков повод, тоа се десетина луѓе таму кои што ќе отидат и веројатно ќе бидат... Јас претпоставувам дека директно праќање на војска нема да има, меѓутоа мислам дека голем број од земји ќе ги укинат законите со кои што забрануваат учество во странски војски и така да праќаат доброволци. Лично мислам дека тоа повеќе ќе биде символично. Значи, едно вие 39-40 година додиш во Шпанија да се бориш како доброволец, каде се бори пушка со пушка. Друго е сега кога се мава со крстаречки и балистички ракети. Значи, тоа се две различни работи, кај што се гаѓа со современи орудија. Значи, пешадијата е битна, меѓутоа не е пресудна за добивање на една војна. Вие гледавте дека 44 милионска држава ја нападна Русија, првите сили беа со 30% капацитет, значи со 60.000 војска првиот напад се изведе и како што гледате не беше тој одбиен, не се влезе потоа на руска територија. Она што изненадува цело време, значи војната се води на украинска територија. Ние не видовме потиснати руски сили вратени на територија на Русија, па се бомбардира делови од Русија и така натаму. Туку гледаме дека цело време што се викаат миц по миц, овие сили напредуваат. Германски Deutsche Welle вчера имаше текст дека оваа идеолошка матрица која што стои позади оправдувањето на војната операција на Русија во Украина, дека можеби ќе биде и добар шаблон за Србија и за Република Српска, за тие да превземат некакви активности слични на овие кои што ги превзема Русија врз Украина, тука на Балкан. Има тука оправдување некакво? Јас повторно можам да кажам, например, мене Вучич не ми бил воопшто симпатичен, сум го сметал за популист, меѓутоа вие гледате на сите провокации и од страна на косовските власти, поготово од Рамуш Харадинај кога воведуваше ембарга, кога воведуваше забрана за увоз на производи од Србија, евентуалните провокации од Босна, па и од Хрватска, секогаш одговараше никогаш со запалива реторика, што за него е несвојствено. Сега гледате кога вакви работи имаме, кога косовските власти ги блокираат алтернативните патишта према Србија, кога луѓе во парламентот на Босна и Херцеговина зборуваат дека наместо респиратори требало да купуваат балистички ракети, и кога ние слушаме, значи, запаливи реторики и во Сараево, Вучич вели нема потреба армијата да биде во состојба на готовност. Што значи дека максимално се гледа дека настојува да не долева масло на огинот и максимално гледа да ги избегне можните замки за евентуално влез во конфликт овде на Балканот. Ајде, Милош. Ако може накратко само да се вклучам во емисијата, тоа што го говореше преска господинот Јакимовски, ако може да ги погледнеме снимката од Одеса, не, ова е картата. Снимката, ако може сликата од Одеса да погледнеме, кај што беа запалени 80 проруски, можам да кажам слободно, активисти во градското собрание откако протестираа против смената на власта во Украина, значи насилната смена на Мајдан. Не, ова е експлозијата од Киев. Те замолам.
Погаре мислам дека фотографија. Не се, сакам да кажам дека за секоја една војна, за се потребно од двете страни да има некаква акција која што ќе вроди со ова што денеска го гледаме. Да не заборавиме дека официјален Киев го сопре текот на реката Днепар кон Крим, да, ова е фотографијата, каде што горат 80 проруски активисти во Одеса. И ова не беше осудено од никого, туку имаше и бребени жени кои што беа запалени живи. Значи, вакви снимки има илјадници низ Украина, каде што неонацисти убиваа руси со единствена цел да извршат етничко чистење во државата. Пред да почне емисијата, тоа е малку премногу насилна фотографија. Гледавме фотографија на која што ги поздравуваа децата во Донбас. Со ракетата, да, пушти ја. Таа мислам дека не ја спремивме за оваа емисија, бидејќи беше премногу насилна фотографијата. Значи, тоа се... Добро, будали имате секаде. На ракетите напишале поздрав за децата. Се за децата. Се за децата, значи, будали имаш секаде. Во секоја војна, за жал, академиците не зимаат пушка, него зимаат криминалци, националисти и така натаму, поготово тие доброволечки одреди, тие се отприлика најголемите зулуми ги прават во секоја војна, како што беше на Косово, како што беше во Босна, како што беше во Хрватска. Значи, аркановците ги правеа најголемите зулуми, за разлика што не може да се каже за регуларната армија, никогаш не прави многу подрого однесување, познава правила на војување, така и овде. Во секој случај имате вие разни луѓе со разни фрустрации и не може по тоа да квалификуваме дека, да речеме, не знам, целата армија била за да убива деца и така натаму. Кога сме веќе целата армија дали е таква или не е таква, Путин најави денацификација на Украина. Денацификација значи на државата, не поради овие доброволни одреди, да ги кажам, како Азов, тие десен сектор, не знам кои беа таму други. Од 2014 до 2021, според различни податоци, на русите велат дека имало 14.000 жртви, според податоци кои што се, да речем, меѓународно, имало 9.000 жртви на цивилно население во регионот на Донбас. И 9.000, 14.000 е огромна бројка на цивилно население кој што било жртва на геноцид, кои да ги прави тие... Со насилие се умрени, во мирнодопско време се убивани Така тие луѓе. Не е сега во војната, не се во Донбаси, во токму Донбаси така, и значи, Лугансе околу 5.000-6.000. Они договорија примирие во Минск, не го почитуваа украинците. И сега ние правиме муабет за тоа дали кои одреди ги правеле тие злосторства, и релевантно е кога 8 години украинската држава не превземала ништо да ги заштити. Ако не превземала ништо да ги заштити тие луѓе во регионот на Донбас и да ги спречи овие злосторници, тогаш можеме слободно да кажеме дека оваа власт на Украина и претходната на Порошенко биле дел од оваа операција. Да. Значи, не би сакал да звучам како проруски, само сакам да кажам дека секоја власт мора да санкционира екстремисти. Имено, на тоа секоја власт мора да санкционира екстремисти. Јас ова како што гледам како што напредуваат русите во делот на Азот тамо и оној дел околу Одеса каде што најмногу ги има тие од десен сектор. Точно, Мариупол, да. Мелитопол. Мислам дека тешко нив ќе биде. Да. И како што слушам, тие се кријат меѓу цивилно население во детски градинки и така натаму. Да, имаше фотографија, една мислам дека преска беавме фотографија од тие луѓе. Затоа ни една влада на светот не сме да дозволува насилие врз цивилно население. Значи тоа не сме да се дозволи, затоа тоа ќе роди многу поголеми проблеми. Значи, сега ѓаволот излезе од лампата и сега гледате што се случува. Многу посериозни проблеми кои што нема да се запрат. И сега ако прашаме кога ова ќе запре, моето мислење дека ова ќе запре до тамо, докаде што Русија ќе мисли дека е безбедна. След дека она мисли дека не е безбедна, она нема да запре. И затоа кога викам дека една е причината, а друго е поводот. Значи, поводот е геостратешки, додека таа не се осигура дека ќе биде сигурна, ова
ова нема да запре, што и какви закани да доаѓаат, не знам, од НАТО, од Европа. И мислам дека колку повеќе оружје ќе се носи во Украина, толку повеќе ударот ќе биде руски пожесток ќе биде. И затоа мислам дека европските политичари треба подхитно да се направи за Украина една конференција, подхитно да се разговара со Москва, подхитно да се мора да се размисли за барањата на Москва. Значи, не можеш да ги игнорираш. Ако ги игнорираш, ти се случува војна. Значи, големите сили имаат интерес и тие интереси мораш да ги респектираш. Доколку не ги респектираш, практично ќе изгориш. Како што и многу пати сум кажал, ако Русија не ги респектираше интересите на Америка на Куба, Куба ќе гореше во пламен. Односно, светот беше на ивица на Втора светска. Многу нарекуваат оваа војна, оваа криза, обратна кубанска криза. Нели знаеме, не правиме паралела, него сакам да кажам дека зборот ми е Америка имаше легитимно право да влезе во војна, зашто беше во опасност да се распоредат балистички ракети од краток дострел. Истата причина е и сега. Русија се брани. Не правам паралела, но кажувам дека значи Америка имаше легитимно право да превземе војни действија во тој случај и против Куба и против Русија. Да, кога сме кај тоа каде ќе застане Русија и каде нели да направиме некоја проценка, може да ја пуштиш Иван мапата, да ја видиме до каде е, па да ја искоментираме со Екимовски. Екимовски, оваа мапата е тука вака на овој монитор се гледа. До овој момент Киев веќе се става во казан, целиот е веќе опколен. Луганск, Донецк, тоа е веќе затворена приказна. Ги спомнавме околу Мариупол. Не, главната активност беше од вамо од кај Мариупол и од кај ова Керсонг, тие сили да се поврзат со Лугански и Донецк. Така е, останува и тие веќе се поврзуваат релативно тесно, меѓутоа сега тие со здружени сили постои опасност да бидат пресечени сите овие сили кои што се свртени кон Донецк. Донецк и овој регион околу Мелитопол ги двои само битката во Мариупол, која што се уште трае. Таму се овие нели нацистички, националистички одреди, кои што нели го бранат Мариупол, но руската армија веќе тука е сконцентрирана со сериозен број. Но ме интересира, ова е југот на Украина. Северот на Украина исто така е под силен притисок од руската армија. Од тука надолу, веројатно, барем според ова што може да се види на мапата, планот на Русија е да некаде околу или пред Киев практично да ја пресече Украина на пола. Не, мислам дека прво кидат да се спојат овие јужните со источниве сили вамо кај Лугански и Донецк, со доле со Херсонг, со тие делови, тој дел да го осечат и потоа постепено, значи целиот тој дел да се обои со црвено према Киев. Но предходно мислам дека ќе има амфибиска инвазија доле на Одеса. Значи, предпоставам дека од вамо од сили кои што се од кај Херсонг и од кај како се вика ова спротив ова Молдавија, од кај Молдавија и амфибиски напад од море ќе се напаѓа, предпоставувам, на Одеса. Така е, Одеса е следната точка во Со стратегијата. што секаков можен прилаз од вода од Црно море би се запрел, би се отсекол на Украина. Да. Од тука силите кои што беа во Херсон се движат кон Кировоград, дел кон Запорожје, оние што беа Мелитопол веќе одат кон Запорожје и практично се затвара тој круг сега што го спомена околу на источниот дел на Украина, затвара останува овој јужен дел околу Одеса и нагоре кон Киев. Најави Белорусија своја операција во Украина. Тоа ќе биде многу лошо ако се вклучи Белорусија, тогаш значи армијата на
на Украина ќе биде развлечена. Значи се отвора и Белоруски фронт и тоа значи дека ќе биде разбиена, ќе мора да прегрупираат сили, а лошо е што украинската армија не може да биде мобилна, значи движење во поголеми колони, сателитите ги фаќаат и автоматски значи руските авиони ќе можат да деснуваат по такви нивни моторизирани колони или пак или колони со тенкови и со друга воена опрема. И затоа и повлекувањето на украинската армија е тежното. Значи, тешкото вооружување не може да го излекува затоа што они воздухот го држат русите и автоматски значи ќе гаѓаат по тешкото вооружување. Секое губење на позиции и повлекување остануваат украинците без тешко вооружување, а тоа значи со лесно вооружување против армија како Русија вие не може да се справите. А теренот не е ова босанските планини или Афганистан. Равница, да. Тамо е равница, секоја равница е предност за посилната армија која што има артилерија, има ракетни системи, има авиација, има посилна пешадија. Да. Може, накратко само, Александар, последна вест е дека во Романија си има урнато МиГ-21 Лансер во близина на пристанишниот град Констанца. Потоа значи испратен хеликоптер Пума кој што требало да изврши некоја спасувачка извидничка мисија да се најде точната локација на овој романски авион, но и тој се урнал и има веќе 9 потврдено мртви романски војници. Прашањето ми е дали може овој конфликт да очекуваме да се расшири и навистина не се случи најлошото можно сценарио, тоа е Трета светска војна. Рековте МиГ-21, тоа е премногу стар авион МиГ-21. Да, МиГ-21 Лансер. Тоа го пишуваат романските медиуми, велат дека е од 86-та воздушна база, кој што правел патрол на... на... во Југославија имаше 70-тите години, тоа е премногу стар авион и тоа е логично да падне. Правел патрол на мисија во Добруџа, во регионот на Добруџа, да. Вакви информации не би можел да ги земам за сериозни, можно е да се и провокации, може и да се лажни вести, као демек еве руската армија делува и на територија надвор од Украина, во делот на поготово на Црното море, евентуално да гаѓаат од нивните разарачи, што мене мислам дека вакви информации ки има. Сега има наезда од дезинформации и од едната и од буквално војната и на делот на информациите. Тамо кој сака да се обидува и едната и другата страна да пласираат своји вистини како што тие сметаат дека најдобро ќе пројдат во светот. Од една страна за добивање симпатии во светот, а од друга страна за подигање на моралот на својата војска и на луѓето кои се таму. Сега имаш и последна информација дека во Киев е успешно гранатиран зграда на Министерството за одбрана и команден центар за координација на украинската Сакаш да кажеш според руски извори успешно за нив гранатирано. Не имаме а ние видео. би рекле за жал гранатирано. Значи да. Според руски извори за успешно гранатирано. Ние го имаме ето го и видеото објавено. Да. Па јас мислам како ќе одминува целава стратегија е постепено населението од Киев да се извлекува и од сите поголеми градови, за да потоа се почне со помасовни операции, особено со тешко вооружување по сериозни утврдувања и точкасти цели на украинската армија и на овие доброволци. Сега има тука една небулоза или нелогични чекори на украинската армија која што не дозволува воспоставување на хуманитарен коридор за извлекување на жителите на Киев, иако руската армија се обидува да направи таков хуманитарен коридор. Денеска имаше и таква изјава од еден од командирите на руската армија кој што бараа да се обезбеди таков коридор за да нема колатерална штета кога ќе се прави такво бомбардирање. Претпоставувам дека логиката позади не евакуирањето на Киев кај
војната команда на Украина е да бидат заштитени од поголеми воздушни напади, заради тоа што нели не сака Русија да... Да, и поголема ќе биде меѓународната осуда на Русија и поголем ќе биде поддршка за украинската армија и украинскиот отпор, што е логично. Претпоставам Но дека прашање е колку ќе може долго да се издржи. Ај, замислете вие да седите со недели во подрум. Треба ли да јадете, треба ли да пиете, се уште е таму зима. Таму е по-северно од кај нас или по-источно. Од друга страна, значи, сето тоа создава сериозни проблеми. Луѓе се разболуваат, имате хронични болни. Не е тоа едноставно да се седи со недели во подруми. Ова е недела дена се седи во подрум. Ама кој ќе тоа трае со недели, со месеци, како ќе се врши дотур на храна, како ќе се врши дотур на санитетски материјал, на лекови, имате деца, имате жени, имате старци, имате хронично болни, значи тоа не е воопшто едноставна работа. И тоа не може да издржи долго. Иако капацитетот за евакуација на Киев не е, да речем, исполнет, таму има, нели како што кажавме... Јас ќе повторам. Ако меѓународната помош кон Украина не е во воени сили, воени трупи заедно со оружје, тогаш Украина е оставена на цедило. Испораката на оружјето, не знам пари, не знам поддршка, не знам аплаузи, нема да значи ништо ако таму не се влезе. Во обраќањето пред Сенатот вчера претседателот на САД Бајден одлучно кажа дека американски трупи на НАТО нема да влезат на територија на Украина. Ако влезат, тогаш ни прети термонуклеарна војна. Да, нема да влезат, тоа го кажа и повеќето од европските земји. Орбан беше последен, Полска кажа исто така дека нема да помагаат со трупи и со техника во Украина. Така да, на крајот останува дека Украина сепак ќе мора да се брани сама со добиена помош од европските земји и од САД. И на крајот, да поентирам, ќе се вратам на почетокот на оваа емисија, кога кажавме дека Украина практично е ставена во позиција на жртвено јагне. Зеленски прифати план на НАТО и на САД да се постават ракети од средениот краток дострел и тоа беше практично поводот за оваа воена операција. Иако беа предупредувани најмалку 3 или 4 пати со официјални барања од Руската Федерација да се репреговара таа позиција за да не дојде до ваква ситуација. Што е моето мислење? Моето мислење е после ова руско-украинска војна или ќе има трета светска војна или повеќе војни нема да има овде во Европа. Мислам дека Русија прави показна вежба и за сите оние околу незе што ќе помислат да влегуваат во НАТО, дека ќе им се случи слична ситуација, што значи дека голема преокретница ќе биде и во ширењето на НАТО на исток и во геополитичката подолба во светот, како и во тоа дека веќе Русија после ова се наметнува апсолутно како сила во светот со кое што мора сериозно да се респектира, а никако да се игнорира. Во оваа целата ситуација, да се навратам пак на Македонија, Македонија дефинитивно ќе го излече подебелиот крај од оваа состојба. Сите земји ќе го излечат. Нема да мислите дека Германија добро ќе пројде. Не, ќе го извлечеме подебелиот крај и најверојатно Украина со незината апликација за еден ден ќе стане пак побрзо членка на Европска унија од нас. А што и вреди кој ќе даде толку жртви? Истото прашање се поставува и кај нас. Ние дадовме да, ма што и вреди на Украина кој ќе даде толку жртви? Денеска читам дека 1350 воени цели, инсталации, магазини се уништени од страна на руската армија. Да, значи она ќе остане без наменско производство, ќе остане без тешко вооружување. Значи тоа се милиарди животи ќе отидат, разорнување. И претходно она немаше проблем со Русија да влезе во Европска унија и незината апликација за членство во Европска унија. Проблемот настанува со членството во НАТО. Значи Украина
И овака и онака она можеше да стане дел од европското семејство, без за тоа да лее крв. Сега ова ќе биде, ако Не, биде... мобитот ми беше околу неконзистентноста и непринципиелноста на Али Европската пак унија. ќе се навратам околу воената помош. Вие кога добивате воена помош, не е само добивате пушки и митралези, да научиш да го расклопиш и да ја ставиш муницијата. Вие клучот за да можете да се борите со руската армија, да добиете тешко вооружување, да добиете против воздушни системи. За тие ви требали време, ви треба авиација и така натаму. Сето тоа кога се добива странско оружје, то требали да се увежба, требали што не е така едноставно да брзо да ја преориентираш армијата на туѓо оружје кое што не е твое производство или производство кое што ти си го немал. И од друга страна, колку повеќе ќе се зголемува оружјето или ако отпорот расте, тогаш значи ударот ќе биде уште поголем, жртвите ќе бидат уште поголеми и јас се плашам од неколку илјади сега жртви кај што имаме таму на двете страни, дека ќе доеме да броиме по неколку стотици, да речем милиони жртви. А сега последна информација е дека јагленот на светските берзи достигнал $400 за тон, што е зголемување за некои 150% од досегашната цена. Значи, идеме само горе. Продолжуваме за Украина или да прочитам неколку прашања од ботовиве. Зборам, имаме прашања од гледачи кои што се реални прашања, но имаме и прашања на ботови. Не, имаше едно прашање од бот, не прашуваше колку станови имаме вкупно заедно. Заедно немаме ни еден. Да ги жалиш просто. Еве, веројатно отворена вашата емисија, нека дојдат овде и нека зборат и нека кажуваат сега колку станови имаме. Еве ни еден. Ни еден. Не знам кај таа приказка ја верглат. Ама што да им правиме? Сега моментов и колку станови. Лек против имаме заблуда. двајцата заедно комбинирано. Да, лек против заблуда нема. Што да правиме сега тие? И прошлиот пат имаше едно прашање исто од ботови околу столчињата. Не разбирам. На колку столчиња седи Стефчо Екимовски? Јас Јас што на гледам колку? дека на едно. Дај оваа камера Јас да видиме вака, на колку седи. предпоставам тоа е политичко прашање, еве вака сакам да им одговорам. Јас секогаш седам на едно столче. Ако почнува тоа столче да ме боцка федерите да искачаат, го земам гудирам од зид и си седнувам, си земам друго столче. Значи, Го лупам од зид и си земам друго столче. Предпоставам дека има политичко прашањето. добро. Други прашања сега за сега ќе ги прочитам подолу во подоцна. А јас на тие би им препорачал помалку да се закачаат со мене, подобро ќе им биде. Да, некои сега тука прашуваат дали може да се направи паралела околу помеѓу тоа што се случува сега во Украина и тоа што се случуваше во Македонија во 2001. По мене нема никаква паралела измеѓу едниот и другиот настан. Македонија беше Видете, 2001 ајде да бидеме објективни. Ај сега вака. Гледачот има многу убаво прашање. Ние подпишавме Охридски рамковен договор, кој ни донесе мир и дали го исполнуваме? Го исполнуваме. Ние подпишавме Преспански договор. Дали го исполнуваме? Го исполнуваме. Сега е клучно прашањето. Украина подпишала ли Мински договор? И Мински 1 и Мински 2? Да. Го исполнува ли? Не. Па војна има. И ние ако тоа што го подпишавме во Охрид не го исполнувавме, веројатно ќе дојдеше до нови војни конфликти во Република Македонија. Да повторам, 90-та година, во време на владата на Григорија Гоговски, албанците беа исфрлени од уставот. Јазикот беше само македонски, да речеме, употребата на јазикот беше само македонски. Ако се кјавате, албанците за новиот устав кога се одвојувавме не сакаа да гласат. Па ако се сеќавате, потоа имавме настани на Битпазар, па имавме гостиварски настани за знамето, па имавме настани во Тетово. За знамето имаше и жртви. Па имаше и жртви.
И наша среќа што тогаш, например, Албанија беше многу слаба, во хаос држава, што Косово не беше во ваква состојба, туку беше под контрола на србите, иначе сигурно ние ќе влезавме во поширока војна од поголеми размери. Значи, поентата ми е, сме подпишале договор, ни донел мир и треба да го почитуваме. Ако Украина договорот што го подпишала, кој што вели дека секаде каде што има мнозински народ, дали руски, дали тоа ќе биде полски народ, или романски или така натаму, треба да бидат автономни покрајни кои што ќе бидат конститутивни федерални единки на Украина, веројатно они не би имале проблеми. И ако тие што се профашисти, односно националисти, биле санкционирани да не угнетуваат, да не убиваат, да не малтретираат, веројатно не би дошло и до оваа ситуација. Значи, договорите кои што се подпишуваат со цел да донесат мир. И нас, Охридскиот рамковен договор ни донесе мир. И ние имавме среќа и 92 година го имавме Киро Глигоров како многу искусен политичар, затоа што некои во тоа време велеа да се нападнат колоните на Југословенската народна армија и да им се земе оружјето, или други велеа да се нападнат касарните. Замислете колку неодговорно, и тоа имаше во врвот на македонската политика, а Киро Глигоров велеше нека го носат оружјето, оружје ќе купиме, луѓе не можеме да купиме. И благодарение на политичар кој што има искуство, ние се без ни еден испукан куршум ние дојдовме до независна држава. Борис Трајковски немаше толково искуство, меѓутоа имаше Борис Трајковски меѓународен углед. И тие што му даваше совети ги слушаше. И ние се извлековме преку Охридскиот, значи он беше по карактер многу поблаг, не беше исклучив, за разлика од Љупчо Георгиевски, беше повоинствен и во реториката, и во желбата да продолжат воените действија. Видите, ние за среќа, значи тоа ни донесе нас Охридскиот рамковен договор ни донесе мир. И тој мир. Се извинувам, пак ве прекинувам. Во моментов наши гледачи, читатели ни испраќаат фотографија дека Russia Today каналот, рускиот канал, веќе не е достапен за гледачите на Max TV. Предпоставувам и другите кабелски оператори ќе постапат исто, нели владата веќе го забрани. Што мислите за цензурата во овие моменти? Знаете што сакам да ви кажам? Има некои ќе речат, вие зборувате, вие сте проруски и така на. Што ни вреди ние цел ден ако викаме уа Путин, Хитлер и не знам што. Факт е дека има војна и факт е дека гине народ. Факт е дека мора да тргнеме во решавање на проблемот. Не во дотурање ова масло на огинот. Не ни вреди нас ништо. Што ако они ги прекинат информациите, што ќе им помогнеме со тоа што нема да има доволно информации? Или што од двете страни. Или што Јапан нема да излезува коли викаме ќе ви даеме оружје, добро ќе им пратиме некоја пушка и така, ама ние ништо не можеме да им помогнеме со тоа. Правите информации ќе ни помогнат нас да се изврши и врз европските политичари да донесат правилни одлуки кои што ќе му донесат мир и на украинскиот и на рускиот народ, а не тоа што ние ќе се блокираме со информации, голема работа. Нема мир па таму да има. Што ни вреди ние никаква информација да немаме, а Русија да прегази Украина од едната до другата граница. Што среќа ќе имаме ние во тоа? И ќе се навратам на оно што преска сакам да го кажам, а тоа е мисли наместо да се движиме кон зборам сега целиот свет, сите политичари да речеме од таа западна хемисфера, наместо да се движиме кон мир и кон изнаоѓање на решение, ми се чини како постојано да се дотура оган, постојано да се предизвикува што поголем гнев за да бидат што пооправдани санкциите кон Русија. Добро, ама не, санкциите се тоа што дотура масло на огнот. Санкциите штетат и на цела Европа, и на цел западен свет, војно штетат и на Русија, штетат и на руските граѓани, ќе штетат и на украинските граѓани. И сега имаме ние ситуација кога се е блокирано, се забранува, Русија се вади. Која е поентата на тоа? Александар. Денеска забранија да не се гледа Netflix или Pornhub, забранија Pornhub во Русија. И што? Александар, кога сме биле војници, секој се бајле во 5:30 надвор до појас голи сме вежбале зиме лето. И сме навикнале на ладно. Значи сме навикнале на ладно. А ако вие на некој проблем ностоп го имате, вие ќе навикнете, ќе станете имуни на него. Но не проблем на Русија, Извини, ти на Русија ако и наметнуваш санкции веќе
15 повеќе од 15 години, она веќе навикната на санкции. И за нас е цел свет Европа, и Америка, и Англија, ама за Русија не е цел свет Европа, за неза е цел свет и Кина, и Индија, и Пакистан, и Монголија, и Кореја, И Бразил, и Египет, и Израел, и Иран, и Ирак, и Сирија, и Либија, и Венецуела, и така натаму, да не ги бројам сите, Бразил, тоа се големи земји. Видовте од некого тие осуда? Значи, што ми е поентата? Најмногу ние во Европа заедно со Русија и Украина ќе страдаме. Економиите ќе ни се уништуваат, да за разлика од тоа, останатиот дел од светот ќе оди нагоре, нивните производи ќе стануваат поконкурентни, сите надолу и затоа велам дека удираме со глава во зид. Место сите да тргнат да го разубедат Путин и да го разубедат Зеленски да најдат решение, ние идеме во додавање на што повеќе оружје, за да има што повеќе жртви, за да санкциите бидат пооправдани. Ајде да видиме санкциите колку ќе ни донесат добро на сите нас. И уште И нешто. секогаш после тешки вакви санкции, после тешки економски кризи се доаѓа и до големи војни. Тоа уште повеќе ме плаши. И она што го зборувавме после емисијата, неофицијално после првата И емисија. затоа реков, или ќе има трета светска војна после ова, или после ова веќе нема Само да те војни. потврдам уште еднаш како добар аналитичар, она што го зборувавме после првата емисија, нели на телефон зборевме околу санкциите, што се случи во наредните 2-3 дена од почетокот на конфликтот, рече кога ти кажа дека веќе почнуваат со санкции, рече добро тогаш да ги прашам како германците ќе прават коли без челик и без платина. И денес Не без платина, платина паладиум. Да. за катализаторите. И денес германската економска комора на стопанственици вели ние имаме санкции кон Русија, не смееме да увезуваме репроматеријали за производство на автомобили, тие репроматеријали ќе ги купи некој друг, ќе стане поконкурентен од нас. што кажав И јас? ние- Да, Значи, автоматски или ќе прават коли без катализатори, ама тие не може Нешто сега да да се возат. смислат таква технологија. Еколошките стандарди ги знаете, автоматски ќе бидат поконкурентни јапонските возила, корејските возила, па и Бразил произведува Аргентина, веќе Бразил произведува Аргентина не. Па и американските возила, дали ме сваќате? Значи, над 90% од светскиот паладиум го произведува Русија. И не само него, произведува многу други компоненти, па и ураниум за атомски централи и така. Значи, многу работи. Не е тоа така едноставно. Овие по мене ќе бидат краткорочни. Не знам дали знае јавноста, а ракетни мотори не произведува Америка, ги увезува од Русија. од Русија, да. Од Русија увезува ракетни мотори. И имаат санкции врз Роскосмос. И па минатите санкции, прометот меѓу Русија и Европа се намалува, прометот и меѓу Америка и Русија се зголемува во санкциите кои што беа од негде 2010 до 2018 година. Тоа се статистички показатели, не ги измислуваме ние. Барам, ајде. Ако може, Александар, имаме видео од срушениот романски хеликоптер, Иван, ако може да ни го пуштиш да го видат гледачите. Во овој лет се срушени е срушен романски хеликоптер, има 9 починати лица. Пред малку ми стигна информација дека 4 руски авиони воени го нарушиле шведскиот воздушен простор. Се работи за 2 Су-27 авиони и 2 Су-24. Инаку, Сухој, инаку би сакал да прокоментираме во оваа насока дали мислите дека Шведска и Финска по руската инвазија на Украина ќе станат дел од НАТО. Имаше некои анкети кои што ги гледав пред некој ден, каде што во Финска поддршката од 25% за членство во НАТО е зголемена за над 50%. И како Русија би реагирала во тој случај на финското и шведското пристапување кон НАТО? На шведското не сум сигурен, ама на финското мислам дека многу слично ќе реагира како украинското сценарио. Мислам дека многу слично ќе биде. Знаете што не ми е јасно? Сега гледам Русија има еден доживен дебакл во Финска при офанзива, имаат доживеен еден дебакл, така да не знам, русите вака не ми се баш најспремни, мислам, да се соочат со една држава како Финска. Сепак Финска мислам дека има поголеми пријатели од Украина и мислам дека таму ќе се случи со малку поостар одговор, особено заради тоа што околу Финска е НАТО.
Вака да разберете, и НАТО и свети НАТО. Значи, тоа е прашање распоред на ракети од краток дострел во близината на Русија, прашање на живот и смрт. И таа работа не може да се дозволи. И секој што ќе се обиде таква работа близу до Америка или близу до Русија да ја успостави, ќе мора да очекува воени удари. Односно, воени одговори. И тоа е јасно како ден. Ако сака некој да се игра со огин, ќе продолжат, тогаш ќе дојдеме до Трета светска војна. Као што, да не го цитирам, кој рече, после со лак и стрела ќе се бориме после тоа. Да ја привршувам, мислам дека тука емисијата веќе е 11:20. Морам да прашам како е Карпош, општина Карпош, како е локалната самоуправа? Па, како е? Локалната самоуправа е во фаза на хибернација. Знаете како некни еден пријател ни донесе 5-6 риби, има рибник и вели оваа риба 3 месеца нема ништо јадено, знаеш, зимно време хибернира. Така Тоа ше општина. најчиста и Да. Општина Карпош е во фаза на хибернација. нема пари. И на изживување на поедини советници од советничките групи во општина Карпош, кои што работа спротивно на интересите на општина Карпош, во интерес на разни интересни групи кои што кружат околу општината, се обидуваат да нанесат штета на општината, не водејќи сметка. Меѓутоа, очигледно и не познавајќи ме доволно мене дека такви работи јас не можам да дозволам, нити ќе дозволам. Го читав статусот на председателот на председавачот на Советот на општина Карпош од Левица, кој што вели дека до него стигнала предлог за дневен ред за одржување на седница на Совет со единствена точка изгласување на ДУП. Објаснуваше во својот статус човекот дека тој нема намера да стави таква точка на дневен ред во која што единствена работа која што треба да се изгласа е понудување на земјиште за изградба на бензинска пумпа на Пуцко Петрол. Добро, И немал намера да ја стави таа, исто така рече зошто дека нема намера? заради тоа што кога бил некој правобранител, веројатно советниците имале состанок со државниот правобранител, тој им се заканил дека ако таа точка на дневен ред не биде ставена и изгласана, тогаш ќе се соочат советниците со кривични пријави. Јас се надам дека му е печатна грешка на советникот, односно на председателот на Советот, со гласање на урбанистичкиот план во кој што е вцртана бензинската пумпа, не му се прави корис на бизнисменот од ДУИ, туку се прави корис на општина Карпош. Односно, Да, објаснили го тоа за да тој бара 15 милиона евра оштета затоа што е поништен урбанистичкиот план, каде што тој на лицитација има купено земјиште за изградба на бензинска пумпа, не е изградил бензинската пумпа, платил 2,6 милиона евра, бара да му се вратат парите, бара да му се врати со камата и со изгубена добивка. Препораката на правобранителот, ја морам да кажам дека сум видел ретко вака ревносни и честни луѓе како што е господинот Маринчевски, како што е главниот обвинител правобранител господинот Феми, значи кои што машки се борат за предметот да ние го донесеме урбанистичкиот план и ние ако го донесеме и ако му ја понудиме локацијата, истата локација, истото земјиште на Пуцко Петрол, тогаш значи дека ако ја одбие, тогаш он нема право на надомесна штета, на враќање на пари, на камати и така натаму и затоа мислам дека веројатно има печатна грешка. Значи, ако идеме по планот на председателот на Советот, да се блокира таа точка и да не се донесе, општина Карпош ќе треба да плати 15 милиона Не знам оштета. како не ја разбрал работата, или не му е, не знам како. Од каде не ја разбрал доволно работата и толку е просто и едно, толку е просто. Тоа е исто како да ви кажам, како да гори општина Карпош и некој да вика нема да дозволам да се одврти вентилот, односно хидрантот кој што треба да се гаси пожар. И тој додава во неговиот статус дека левица во советите била за да работи во корист на граѓаните, а не во корист на приватни и цели капиталисти. Добро, и собственикот, во право и собственикот на Пуцко Петрол е жител на општина Карпош. Во право е.
И он е жител на општина Карпош. Но е капиталист. Оттам. Па сега, дали е капиталист, парите он си ги заработил. Ја не можам да против тоа дали е капиталист или не. Не, тој оди против тоа. Али вака, правобранителот побара да има средба со советниците, да им објасни дека и тој и ние сме должни да ги превземеме сите мерки да не дојде до ваква голема штета на локалната самоуправа, која е огромна и за државниот буџет, а камоли за една локална самоуправа. И тој кажа дека во оваа работа има многу сомнителни дејанија. Од типот, сомнително е зошто некој 4 години не го донел овој план. Сомнително е зошто тој план се кочел на одредени делови при неговото носење. Сомнително е зошто некој откажува договорено да се гласа планот и на половина час пред отпочнување на седница добива наредба од врвот на партијата да не се гласа урбанистичкиот план. Дали ме разбирате? Значи, има многу сомнителни дејанија и човекот си кажа дека доколку не се превземат сите действија од страна на градоначалникот и на Советот на општина Карпош за заштита на интересите и за одбрана на буџетот на општина Карпош од вака висока сума, јас ќе го известам обвинителството. И не викам дека треба да одговарат тие што ќе гласаат или нема да гласаат. Обвинителството веројатно во истрага ќе треба да утврди кој е одговорен за таква штета на станата на општина Карпош. Сега, дали некој ја разбрал добро работата или не, не знам зошто треба да ни смета ако дојде правобранителот и ни објасни со најдобра намера, ако ние званичен државен орган гледаме како се бори со општина Карпош, а не зема од општина Карпош плата, а ако советниците од општина Карпош зимаат по 20.000 денари само за одржана една седница, пазите, цела плата зимаат за една одржана седница и не се борат за незините интереси, тогаш навистина е чудно. И ако ова некој не може да го препознае, јас... Не, тој е налутен на правобранителот и го нарече криминалец на оваа пајташка власт, затоа што им рекол дека ќе следи веројатно истрага, ако не Јас ги цитирам неговите зборови, рече, јас сум должен да го известам обвинителот. Ако општина Карпош, заедно со градоначалникот и советот, не преземат действија со кое што ќе ја заштитат општината и нема да дозволат ваква штета, јас сум по тој должен, ако го изгубиме спорот, да го известам обвинителот, да направи истрага во која што ќе утврди кој е одговорен за таа работа. Тој не преюдицираше дали се тоа советниците, дали се одредени советнички групи, дали се шефови на советнички групи, дали се одредени лидери на партија, дали е градоначалникот овој или претходниот, дали некој што учествувал во поништување на планот, дали може би некој од правосудните органи, човекот не потенцираше, но кажа дека тој е должен да го извести. А другите советнички групи претпоставувам дека не би наштетили на општина Карпош со 15 милиона евра и Па јас верувам во мнозинството на советници дека се на висина на својата задача што им ја довериле граѓаните и дека интересот на општина Карпош е на интерес над партиските интереси и над личните интереси. Екимовски тука би предложил да ја затвориме емисијата, освен ако нема нешто друго што сакаш да додадеш. Не би имал, не. Тоа беше... Инаку само сакам да кажам дека утре во 9 часот е закажана вонредна седница. Ако не дојде председавачот на советот, тоа беше прашањето, може да се... Тогаш најстариот овакво советник или пак некој друг кој што ќе го одредат во тој момент советниците ќе се одржи, не ми јасно зошто нема да дојдат, ама веројатно тие си имаат своје објаснување. Ова беше втората епизода на среда. Пак ќе кажам, да гори општината и да бидеш против да се одврти хидрантот за да го гасиш пожарот. Да. Добро. Да е сомнително. Тоа е таа идеолошка матрица која што нема да ја Или мора да си пироман. Која што нема да коментираме сега или мора да си пироман, да. Ова беше второто издание на Среда едишн на Тешки муабети, шеста епизода на целокупната сезона. Следна емисија Бетмен Велит, следете ја на каналот на Инфомакс на Facebook. Останете со нас, читете не и добивајте ги информациите први. И што е најважно, без цензура. Ја прашам. Текстот на предлогот на Адев порад Пративме да чува.